кога криминалот цвета. Државата, тоа е. Дуи. Ова на сите треба да ни е јасно. Таа че ставен тука само за спотер како премиер. Така е бе, им ја нудевме цела рака овие 20 години, а тие ни ја одгризаа главата. Замислете, сега Дуи со СДСМ сакаат да го казнуваат секој од нас што негативно ќе се изрази за нив. И во затвор ќе оди дури. Абе Енвер Хоџи и Тодор Живков да не ве праеле бе, ало, тоа ви е желба? Дај бе кажете чија идеја е предлог законот кривично да гоните секој што ќе каже негативен збор за вас? Дај открите му идентитет да знаеме кој е мега имбецилот во вашите редови. Толку сте исплашени што мисли народот за вас, а? Епа треба да бидете. Оти ништо добро не направивте за 5 години владење. Компир, тиква, нула. Само пустош оставивте зад вас. Библиска наезда на скакулци ќе направи помалку штета од вас бе. И сега за овие мои настапи ќе ме гоните ретроградно или од донесување на законот па натаму? А? Колку од нас планирате да папсите првиот ден? Еј, каков резил сте бе. Абе, ќурка кога ве води и не ме чуди бе, мисири едни. Маричич, ти добар си, а? Како велиш ти, шо има ние да се мешаме кога е загрозено нашето малцинство во Бугарија? Па тоа не е граѓански така. Па Путин не е Дилајла ко тебе бе. Јави се на преглед са бајлека лекар. Лек нема да најде за тебе, ама барем диагноза се надевам ќе ти постави. Готови сте на наредните избори. Ве чека дебакал поголем од локалните. Пренесете му го на ќурка, да не га и никаква надеж. Вие сте минато свршено за оваа земја и никогаш повеќе власт нема да добиете. Никогаш, ви тврдам, тврдо да не станете. Победа! 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 Има еден стар виц. Црвенка па идела низ шумава со тоа кошничките полни со понадици, храна, јадења, да ги носи кај баба, и болна била баба, и ја сретна е волкот. И волкот ти вика: здраво! И црвенката му вика: здраво, волко. Каде ма? Па вика: одам кај баба ми, вика, баба ми е болна, вика, одам да однесам, вика, нешто. Аха, а што и носиш? Па вика: и носам, вика, тука, вика, у коштичкиве, вика, и носам, вика, коладжиња, и носам сиренце, кашкавал, паклиџанче, овошје, вика, нешто така. Аха, а друго што и носиш? Па вика: и носам, вика, и да и се најде, вика, нешто, вика, онака за под дома. Некој, вика, зачини вамо тамо, мајка ми, вика, што и переше, вика, некој алишта, она дека стара, вика, и тие алиштата и ги носам од другата кошница. Аха, а тоалет хартија имаш ли? Редовно вака ми доаѓа исто ја на Таче, да му речам: Таче бе, тоалет хартија имаш ли бе, човек? Абе, какви глупости правите, абе, космички глупости, бе. Абе, вие сте расадник на глупоќа тамо у СДС, бе. Абе, тој Заев, значи, стварно регрутирал само идиоти капиталци. Го кажам тоа, додуши мене еднаш ме регрутираше као директор, или сега ја не сум тема на разговоров, нели, ани нема везе. Него, шо сакав да ви кажам. Ај шо се дереше кон ненормален. Победа! 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 Победа на Куров. Значи, од тогаш пролик ме фати од веце неам излезено. Ај шо се дереше победа, победа, мамето, мамино твое. Дрскајца ме фати од тоа. Абе, со кој памет го праќате оној ретардоно на граница да ги чека бе образците за пасоши? Абе, има ли некој кај вас IQ по-голем од собна температура? Не, стварно ве прашам. Абе, со кој памет е, и тој иде на грчка граница да чека образци за пасоши, не знам, 100.000, со сменето име кое што вие го сменивте. Значи, направивте велепредавство.
ја ставивте својата држава народ во подредена сервилна положба, позиција у однос на друга држава. Јебавте мајката на Македонија, на македонскиот идентитет. Ке не можеме да си го вратиме достоинството наредни 100 години. И пред избори, после такво велепредавство, идете да ги чекате на грчка граница образците, веројатно таму у Грција негде се поименем кај се прави, со сменетото име Северна. И оној кретино Ди Капри, кој ви е тој таму, тој заменик министр што го стави, иде со сите воено-полициски почести да ги чека. Образци. И тоа го снимате као пиар. Абе, имате, вие треба, значи вие у јавност не треба без конзилиум психијатри да се појавувате жими мајка. Значи кој како излезе ти, победа, 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 победа. Значи пази, шо е следно вече? Ке одиш ти да ги со сите државни почести сега да ги пречекаш ластовичките од јужните краишта кои ќе доаѓаат кај нас? А? Или шо ќе се деси, например, еве ги добивте образците со пасоши, овие за пасоши со сменето име и ќе ги отварате кутите и замисли некоја кутија оштетена внатре, образците оштетени. Абе, таче, абе идиот интернационале ќе им правите државен погреб, овој погреб со сите државни почести. Воен оркестар ќе свири посмртен марш на образци оштетени ако се случајно малце вода ги фатила мугла. Па-пам, пам, па-пам, пам, па-пам, пам, па-пам. А некоја будала од тие твоите што се околу тебе иде пред тебе и ги носи толку тие оштетените образци. Тоа оркестар тука у цела ваша ужалена партија, пошто и ќе треба да бидете ужалени на 8 мај, мислам ќе се ужалите автоматски црно ќе си облечете. Кој ќе доживеете овај катаклизмички пораз на избори. Кажете им, бе, погреб на образци ќе им организирате државен, па нели кој ќе дојдете таму? У алеја на великаните ќе ги закопате? Па таму ако ги закопате, одма следниот ден, еден од овие великани беше напред држава, нема да остане таму. Сите ќе избегаат кои ќе видат образци покрај него закопани со сменетото име. Ај тоа нема везе, или ќе ги закопате образците у алејата на великаните. И почесна стрелба ќе им организирате, плотуни онака. Бабао, бабао. Ке пука почесната карта, стево ќе биде ушарен, ќе плаче. Тука. Абе, дали сте бе нормален, некој има меѓу вас, бе. Абе, ова е за Гинис, бе, сериозно ви кажем. Да, бе, не бе, што, уствари ја, па сега да ви... Вие забележаве се било кој било што да ви кажем, готово е. Попапала маца. Него така. Супер ви помина владењево, си организиравте геј паради, си ги пречекуевте овој вакцините против COVID, што не беа тестирани на луѓе, осна тамо на некои заморчиња, исто така со малте не со воени почести ги пречекавте тоа комбето од Србија кога стигна со првите вакцини, па тоа свеченост, па тоа една помпа, една славија, па маршови тамо, па по триумфална капија ги поминавте, не е лоши овие образци по триумфална капија да ги поминате, да си го соберете членството, еден дочек да направите, пошто одавна наши спортисти немаат поминато од кога дојавте вие на власт по тоа триумфалната капија, вака вие ќе можете се образци да ги поминете. Па нели вакцини проаѓавте, овој со државни почести пречекуевте. Па геј паради си организиравте, тука сте исто, сте тука, значи тука знаат, мислам, знаат, си го знаете знаењето, мислам, тоа што си знаете да си правите, се знаете, еве образци си пречекавте за сменети пасоши. Само никако не успеавте да направите било што од она што го ветувавте со бомби, момби, катакомби од 2015 година. Че си лежите! Им се фативте на ВМРО ДПМНЕ. Што сакате да ви се врати ВМРО? Па ќе го вратиме ВМРО, мамето ваше предавничко. Затоа што ништо не направивте. Ништо. Сите што ги викавте убер криминалци ги пуштивте на слобода, им застареа процесите. Убер криминалци. Искористивте, подкупивте, врбувавте.
за да се продадете, за да направите квисничка власт, за да си го предадете народот. Ги врбувавте тие криминалци да работат за вас, да гласаат за вас, да придобиваат гласови за вас, да подкупуваат пратеници, да подкупуваат. Тоа го направивте. Ништо друго паметно не направивте. За време на ковидот имавте 20.000 мртви, меѓу двете-трите водечки по смртност бевме во Европа. Али му веруевте на Филипче, јебига, тоа е најнеспособната багра што ја водела Македонија од 45-та год, 44-та година навака. Не постои понеспособна багра од вас. Али види, па може таче ако продолжи да вика вака секој ден по 3 пати на ден од Сабајле, по 2 сата, кој што викаше на оној говорот, ама може ќе победите. Али треба доволно гласно и доволно долго да вика победа, 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 победа на куров. Значи, имаш ли бе тоа бе хартија? Пардон, ве молам, со песнава неќам памет да ви солам. Наместо својот народ го одбравте Брисел и ке го јадете за брзо, не ми е ни кисел. Не е за еванција, не е шала, таче е мирната дворска будала. Наталат Ајнштајн и груби Тесла, по 3 пати на ден им цица весла. Станавте политички мрши, нормално тогаш секој на фаца ке ви сврши. Бугарија и Грција во скуп ве седна, да ве прца и да ве клеца и јако ве ебна. На сотони станавте минда кокони, на пролет во есен, лете и зиме, им штитнате минато сегашност, македонско име. Место учебници на деца делите лубриканти, кога родители се бунат за вас тропаат канти. Кажавте не на дениција и традиција, учите деца на екзактна петериција. Да не тупам, него 8 мај, на вашиот курварлук и петерлук му се гледа крај.